Денешната седмица на Совет, 38-та, нашата советничка група ја напушти работата, револтира напред се од постапките и од неразбирањето на мнозинството на ДПМН што ги има во Советот на Прилеп за нашите предложени точки на дневен ред, точки кои што се од витално значење за граѓаните на град Прилеп, точки кои што директно влијаат на нивниот социјален статус и нивната сиромаштина. Имено, како дополнителна точка на дневниот ред, предложивме точка да се расправа за намалување на цената на водата по метар кубен во општина Прилеп. За жал наидовме на тотално неразбирање на мнозинството од ДПМН, кое што и за вакви теми кои што директно влијаат на стандардот на граѓаните, што се директно граѓаните се интересирани за вакви теми, не најдоја ни време, ниту интерес да се отпочне расправа, а камо ли донесеме некое решение за доброто на граѓаните. Ние сме изненадени зашто вака настапуваат советниците на ВМРО, веројатно заслепени од убавините на власта што ја практикуваат. Граѓаните се повеќе ги забораваат и кога ќе дојде да се дискутира за вакви теми од круцијално значење за нивниот стандард, ги избегаваат или тотално ги забораваат. Значи, ова е пракса што се повторува повеќе време и за жал можеме да дојдеме до еден заклучок дека советничката група на СДСМ сама се бори во Советот за подобрување на стандардот и животниот стандард и животните услови за граѓаните на Прилеп. Дополнително што не иритира и што не натера на една ваква постапка е тоа што работата на Советот е во еден медиумски мрак. Единствено ваква една постапка наша мислиме дека нашите ставови ќе дојдат до израз и до ушите и очите на нашите сограѓани. Трета работа што не иницира за ваква наша реакција за напуштање на седницата е тоа што пред неколку дена директорот на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација, како реакција на наш прес, кажуваше некој најмалку лошо кажано несериозни работи тези за водоснабдувањето, дека водата е бесплатна, дека тие не им продаваат водата на граѓаните. Тоа е крајно несериозна изјава од една сериозна институција која што е од виталното значење на градот. Јас би искористил ова прилика на крај да го поставам две прашања на раководството на јавното комунално претпријатие во Прилеп, да ми одговори, а во тие одговори е и одговорот зашто Прилеп има нарушено водоснабдување и со тие одговори ќе каже и начинот како може да се регулира водоснабдувањето на Прилеп да биде подобро. Прво, да каже на прилепската јавност зашто седиштето на јавното претпријатие Студенчица преместено од Скопје во општина Кичево, каде што бевме сведоци во минатото на еден протекционизам во водоснабдувањето и во распределбата на водите меѓу Прилеп и Кичево, еден традиционален спор меѓу тие две општини кој ќе стане недостаток на вода. И второто прашање е зошто јавното комунално претпријатие не се изборува и не се бори за почитување на една водостопанска дозвола и распределба на вода за издашноста на Студенчица. Ако овие два параметри доследно се спроведат и се применуваат во јавното комунално претпријатие, вода ќе има стално и ќе има резерви за намалување на цената без реперкусии на нивното финансиско работење. Ова сакам да дојде да стигне до ушите и очите на нашите сограѓани. И пак да му кажеме дека СДСМ ќе се и поратам ќе се труди вакви теми од комуналната сфера, каде што се дискутира за подобрување на нивниот стандард, секој ќе ги стапува и ќе ги брани нивните интереси. Колку баравте намалување? Минимално во првите наши проценки беше минимално да се стартува со 20%, што директно нема да се однесува на финансиското работење на има реперкусии во нарушување на финансиската стабилност на предпријатието. Со понатамошни анализи тие 20% може да бидат далеку поголеми. Првишите се 20%, а со предложени мерки од наша страна, што треба да се направат, две спомнав, има и други мерки што ние знаеме, може да се формира една рационална, економски оправдана цена, да не страда комуналното претпријатие, граѓаните да бидат во поголно состојание. Во тоа во друга прилика. Дали сакате некои други прашања? Не.